Здраво, другарчиња! Добродојдовте во нашата и ваша емисија Децата зборуваат. Започнуваме една нова авантура со најмалите и најмилите во прекрасното царство на Тимот А. Ова е место каде што ќе се забавуваме, ќе учиме нови работи, ќе се смееме, ќе кажеме по некоја тајна, ќе учиме работи, ќе разговараме за пријателството, за храброста и за љубовта. Колку повеќе прашуваме, толку повеќе откриваме колку е овој свет чудесен. Затоа денес ги имаме Софија и Ведран да ни кажат како е во нивниот чудесен свет. Да се дружиме најпрво со Софи. Софи има колку години, Софи? 6. 6 години. И која ти е најомилена боја, вака да ни кажеш? Златна, сребрена и розова. А што најмногу? И светло розова. И светло розова, добро. А што најмногу сакаш да правиш вака во слободно време? Да се цртам, да пеам, да играм. Знаеш убаво да пееш? Да. Ќе ни запееш нешто? Да. Сега? Или после? Сега. Ајде, многу сакам да слушнам вака кога ќе ни почне нешто со песна, значи ептенки е добра. Ајде да слушнаме. Некоја убава весела вака како која песна ќе ни ја запееш? Во градинка одиме ко пчелички на цвет. Таму ќе откриеме нов детски свет. Учителки наши со мил волнив глас брзо ќе не однесат во прв школски час. Пролет, пролет, мила, ти ни даваш сила да растеме, пееме, сите да се смееме. Пролет, пролет, мила, ти ни даваш сила да растеме, пееме, сите да се смееме. Може да дам аплауз? Леле, Софи, браво. Да пукне, значи, според песнава можам да предпоставам дека ти идеш уште во градинка, така? Да. И кога ќе бидеш прводеление? Кога ќе наполнат сите другачи е 6,5 години. Сега немаат сите 6,5? Не, само јас во градинка имам 6 години. Стварно? И Марија и Јоана, и никој друг. Кога ти беше тебе роден ден? Во 1 јануари. Замисли, почетокот на годината и тебе роден ден, така? Сега, само би те прашала вака, дали сите кога ќе наполнат 6, тогаш се одлучува така почнуваме сите да идеме во школа, така? Кога Да. цела група ќе наполни, вие значи цела група во прво деление одите? Цела една група и цела друга група. Две групи сте Да. во прво деление. Одлично, ти си иде во школа? Да. Сега јас вака од познавање што познавам, знам дека ти знаеш да пишуваш. Да. Знаеш да читаш. Да. Ги знаеш сите бројки. Да. Кажи ми што ти паѓа вака на памет, што сакаш да научиш во школа нешто ново. Прво. Па математика, Мгм. пишување ново на латиница. Латиница сакаш да научиш? Да, не Браво. се научив на латиница. Од каде научи? Па мама ми кажа некои букви што не ги знаев. И лесно е. Да, лесно е. А замисли тебе те стават Јас наставнички. буката ме научи баба. О, на па ти латиница. од сите по нешто учиш, така? Да. Вака, замисли тебе да те стават за наставничка. Што би ги научила децата? Како би изгледал твојот прв школски час? Што би ги научила? Па би ги научила прво бројки, па ги учила математика, па ликовно. Така. И уметноста е многу битна, така, покрај македонски математика. Па после би ги учела да се ги пишуваат на нивните раце, Аха, да стават на листи да препишуваат. така. Па да го цртаат знамето Македонија. Браво. И друго, какво боја е знамето, знаеш? Црвено-жолто. И друго нешто? И да цртаат звезда. И звезда да И цртат. да лепат со колаж звезда. Одлично. Сега ни спомна ти дека имаш и сестричка, така? Да. Како ти се викаше твојата сестричка? Лана. Лана. Дали Лана е многу умна како тебе? Па не баш. Не баш? Сега тука мене ми се поставува прашањето, што мислиш, кој е поумен, поголемите или помалите деца? Поголемите. Зошто така мислиш? Затоа што големите све знаат. А помалите?
Малите нешто не знаат. Да? А сакаат вака да научат ако им кажеш на Лана да и кажеш да учи од тебе работа и покажуваш? Да. А делят играчки? Да, Лана понекогаш се кара со играчки. Се карала со играчките? Што им вика? Па вика, ова е моја, а јас сакам да нацртам нешто, да напишам, да научи нешто. Аха, ама ти како поголема сигурно и попушташ и ги даваш играчките. Така? Ајде вака, сега сакам да те прашам, дали знаеш кој е главен кај тебе дома? Да. Кој е главен кај тебе? Тато. И како се бира кој ќе биде главен? Кој е поголем и кој е помал? По висина или по години? И по висина и по години. Значи правите вие статистика, кој е поголем по висина, кој е по години, така бирате кој ќе биде главен, така? И вие го избравте татот главен. Така? Да. И што прави тој што е главен дома? Па кажува... Еве, тато што прави дома, дека како главен дома, што прави? Понекогаш спие малце. Сабелето го будиме. Добро, ако кажуваме си. Го будиме сабелето. И вика оди црта, играј. А, ви кажува правилата што да правите. Понекогаш и мама. Аха. Кога на тато не е тука. Кога тато не е тука, мама е главна. Да. А кога мама не е тука, главна си ти. Така? И замисли ти Кога сме сами со Лана. Кога сте сами, вака, замисли ти треба да бидеш главна цело време. Кои правила би ги дала ти ако бидеш цело време главна на тие што се поголеми од тебе? Правила кои би ги смислила? Дали е дома, дали е надворот, дали што да јадете, што да правите, кои правила би ги смислила? Ја би ги смислила да јадеме прво здраво, па малце сладко, па да се шетаме, да возиме тучак тротинет, тоа да си играме и готово. Аха, а кој ги дава правилата? Тато и мама. Тато и мама. А што ќе се случи ако некога се прекршат правилата? Затоа што некога знаеме да прекршиме некое правило, така? Да. Ајде, кажи ми што се случува кога ќе се прекршат правилата? Што мама мислиш? и тато ќе не караат и после ќе се извиниме и ќе кажеме нема да се случи повторно и готово. Така треба, значи секогаш кога ќе сгрешиме мора да се извиниме. И сега имам туку уште едно прашање да те прашам, затоа што кажа нели поголемина се бира кој ќе биде главен и слично. Колку години треба да наполниш за да бидеш голем? На колку години веќе се станува голем? Па за мене за сега 11. На 11 години? Ти уште колку години имаш до 11? Сакаш да изброиме? Да. Ајде, што има 6, 7, 8, 9, 10, 11. значи уште многу малце, така? Уште 5. Значи за 5 години ќе бидеш главна, така? Ајде сега сакам нешто друго да те прашам. Овие прашања ќе бидат, ќе те прашам што е нешто, а ти мораш со една реченица најбрзо да ми кажеш што всушност според тебе представува тоа. Да. Што мислиш, што е тоа досада? Дали знаеш? Да. Што е досада? Да ти биде досадно да не те примаат игра другарчињата да си играш, да не си играш, тоа е досада. Тоа е досада? И како ја надминуваш досадата? Како ќе ти помина да не ти е досадно веќе? Па да си се заиграш со нешто и да ти биде тоа забавно. Значи некогаш може и сам да си и да не ти е досадно веќе, така? Да ти ја надминеш досадата. Да. А дали знаеш што е тоа љубов? Да. Што? Некој да се сака, да се гушка, да... Како им покажуваш ти на другите дека ги сакаш? Ги гушка. А како тебе ти покажуваат? Освен со гушкање. Они... Не знам. Не си размислила? Што мислиш тебе кој најмногу те сака, вака како ти се чини? Според гушкањето. Мама и тато. И Лана. Јолана. А ти кој најмногу сакаш? Сите. Сите. Ајде уште едно да прашам, што е тоа бонтон, дали си слушнала? Да. И тоа Сум знаеш гледала. што? Си гледала? Што е бонтон? Да бидеш мирен. Аха. Добро, друго?
да бидеш умен. Друго нешто? Да си играш мирно, да не грицкаш ногти. Да, добра. Сега, идеме и со трет дел прашања. Сега, третиот дел прашања ќе бидат што се тоа поговорки. Знаеш што се тоа поговорки? Тоа се ни кратки мисли кои што нешто значат и сега јас ги најдов и ти треба да ми помогнеш да ми кажеш кога ќе слушнеш според тебе што значи тоа. Може да те прашам? 3 поговорки се. Може? Вака вика, круша под круша паѓа. Што мислиш, што значи тоа според тебе? Како ти се чини вака? Ајде замислиме, круша под круша паѓа. Што би значило тоа? Ако ти рече мама круша под круша паѓа, што би значило тоа? Па Размисли, ако не ти текнува, идеме со друго. Не би ти текнало. А што значи тоа кога ќе кажат? Кога двајца се караат, третиот користи. Третиот да ги прекине, да не се караат. Ако двајца, значи тој да ги смири. Да. Аха. А што значи тоа кој рано рани, две среќи грабе? Тоа сум слушнала на некој цител, ама не знам што е. Ај вака малце да размислиме што би ти текнало, кој рано рани, две среќи грабе. Што би можело да значи? Не знам. Да не е нешто со станување рано од Сабајла? Ти стануваш рано? Да. Или сакаш да си поспиеш? Сакам да поспијам, ама ме стануваат рано. Се стануваат рано за во градинка само или кога не си во градинка? За во градинка само. А кога не си во градинка, доколку знаеш да си поспиеш? Па, додека не стана. И која е поголема спанка, ти или Софи? Или Лана, извини? Лана. Лана поголема спанка е? Потешка е за будење? Да. Да? Ја дигаат во раце, она спие, ја дигаат во раце. До толку дури не може да стане? Понекогаш, да. А кој покасно легнува? Кој покасно легнува? Да, кој повеќе седи на вечер? Педете во исто време легнуваме. Во исто време заспивате? Не во исто време, не заспиваме во исто време. Кој прв заспива? Понекогаш Лана прва, понекогаш ја прва. Зависи кој колку е уморен изгледа, така? Да. Фала, Софи, ти благодарам. Ете така, браво. Денеска се запознаваме со нашето второ другарче, што се вика? Ведран. Ведран. Колку годинки имаш, Ведран? 6. 6 години. И кој деление беше? Прво и број 5. Прво, 5 оделение. Да. Значи, тоа значи дека ги имаш сите петки. Па еднаш цртав снегулки, требаше да нацртаме и ги имав петка за снегулки. А ја тоа викам, дали сите во прво 5 што ве ставиле, сте сите што имате само петки, што најмногу учите од сите, од цела школа? Другар ми Доријан тамо, што седи во прва клупа и секогаш кога сме со наставничката Јупка, мора да има единица. Може така се шегува. Не, дека наставничката Ивана е построга и повеќе вика и поголема е и затоа он не слуша кај наставничката Јупка. Да, може има со некој... Еднаш доби петка и го вратија на единица. Зошто така? Дека слушаше првен и... Може се разочарал после тоа, заради тоа сега не учи, така му паднало. Нели некој треба да ни ја врати на нас, така да ни даде за работа мерак, така кој ќе ти скрати некој од почеток мерак за работа и после тоа не си мотивиран. Така? Колку сати се преспива една партија? Затоа што кога спиеме ноќно време, спиеме многу сати. Една партија преспивање колку сати трае? Или минути се во прашање? Не сати. Колку сати една партија? Не знам колку сати, беше не го видов сат. Не го виде сатот. Добро, ајде те прашам сега нешто. Сакам да те прашам, кој е главен кај тебе дома? Дали си размислувал на таа тема?
Секогаш вика дека мајка ми е главна. Како се одредува кој ќе биде главен? Па кој е најголем, ама татко ми е најголем и мајка ми вика дека она е главна. Мајка ти, ама така треба, мајките секогаш треба да се слушаат главни, така? Да. Ако ти би бил главен дома, замисли дека ти би бил главен, кои правила би ги дал за да се водат според тоа? Па брат ми да не се качува на маса, зашто се качува на маса. Таму стои, да? Да. Друго правило? И да не ги пивка чашите, зашто секогаш после чајот го пие и мајка ми му ги крева чашите таму за мене, он сака да си прави кула со. Кула од чашите, стаклени чаши прави кула? Не, Од од пластични? порцелански. Ау, тоа многу опасна кула. Па Да? да. Голема? Па 4 чаши. Кула од 4 чаши? Да. Ау, ептен голема. А кажи ми вака, дека брат имаш, така? Помал брат, како се викаше? Давор. Давор? 2 години е. Упа, пораснал он многу. Па, Да не он поглавен од тебе дома? Не, јас имам 6, он има 2. Он да не е поглавен од тебе? Или не? Не, Не? Мгм. јас сум малце поглавен. Малце поглавен. И се качува на масата и пред телевизорот ја трга и све прави нередни из цела куќа. Да не може да гледате вие телевизија. Да. Така? А кажи ми, еве, затоа што имаш помал брат, кој повеќе слуша? Што мислиш, поголемите или помалите дечиња? Поголемите. Зошто така мислиш? Зашто брат ми уште не збори убаво, а јас зборам убаво и кога му кажувам све, он може да ме разбере. Аха. Ама некогаш кога е заигран и преспан, јас ќе му кажам нешто и он не може да ме слуша. А он тебе кога ти кажува, ти го слушаш него? Ништо не го разбира. Ништо не го разбираш? Само неколку зборови таму што кажува, ништо не ги разбирам. Мајка ми не ги разбира сите зборови. Јас некој ги разбирам, некој не ги разбирам. Кој највеќе го разбира дома, бат? Јас Ти најмногу го разбираш? најмногу го разбирам. А им преведуваш на другите вака што значи кога ќе те прашаат? Па им преведувам на мајка ми и еднаш мајка ми му кажува нешто Давор и мајка ми не разбира што е тоа и јас им викам секогаш кога ќе каже нешто ти што не разбираш и да им викам да им преведам. Да, и да им Кажи ми, си имате тајни со брат ти некој? Не. Не? А ти имаш тајна некоја? Знаеш Да. да чуваш тајни? Знам. Да? Кој најмногу ти кажува тајни за чување? Не, јас сам си мислам тајни и ги кријам. И ги Кај ги криеш? Во фиока? Не, Кај ги криеш? у главата. Во главата. Има место специјално во главата кај што се кријат тајни. Во мозокот ги кријам. Во мозокот ги криеш. И секогаш ги памтам и не можам да ги заборавам. А не си размислил ли дека треба да некого да ја кажеш тајната за да не ја заборавиш? Па мозокот е за мислење. За незаборавање? Да. Да? Не можам да заборавам никогаш. Ти ништо не забораваш. Ништо не заборавам. Ништо не забораваш. Само мајка ми нешто заборава. Еве денес јас им кажувам нешто, она заборавила беше. Ма тоа може требало да ти го каже да ти да го запамтиш. Епа, јас више го памтам, тоа беше Ти помал светом. сум бил. Од помал дури ги памтиш работите Да. многу. Добро, Дури од 2 години. значи од колку брат ти?
Па од колку брат ми, ама јас дури немав ни една година, имав неколку така месеци и зборев. Да? Ај кажи ми, чи многу памтиш тајни и такви работи? Што е првото нешто што ќе ти текнува, што прво го имаш запамтено? Ти текнува нешто такво од најмал кога си бил нешто што ти текнува? Ова ми текнува. Ајде да видим. Кога сум имал 2 години и мајка ми ме прашува колку години имаш и јас таму се качувам на прозорот и им покажувам вака 2. Да, на сите? Значи ти од многу мал памтиш. Да. А сега колку рече дека имаш? 6. 6 години. Сега си ептен пораснат. Така? Да. Кажи ми колку години треба да имаш за да си голем? Од колку години више се станува голем? Од Ајде размисли. некаде кај 4. Значи ти веќе си голем. Да. Браво, честитки. Јас одма те гледам вака кога дојде пораснат. Ај се вака ќе те прашам. Сега ќе те прашам некој зборче, ќе ти дадам и ти треба да ми кажеш што те асоцира на тоа зборче, односно да ми го преведеш, да не речем, што би значело. Тоа исто како на брат ти што му преведуваш работи. Можам? Дали знаеш што значи тоа досада? Досада значи кога ти е досадно и некој бараш да игра со тебе. Ти со кого највеќе бараш да игра, со кого кога ти е досадно? Сам. Сам? Да. Значи ти си доволен сам. Па со домина, ги земам домината и градам кула и тоа што прават, ги бутам. Да? И Многу покажувам интересна игра. на мајка ми како ги бутам. Значи тебе секогаш ти е интересно. Да. Така и така треба да им кажеме на другите дека не мора да значи дека некој ни треба да нас да не биде интересно, така? Можеме Да. и сами да си направиме. Да, може Така? и сам. А друго да те прашам, дали знаеш што е тоа љубов? Љубов. Да. Љубов е некој да сакаш и да го сакаш многу и да не го откачиш, ама ако си веќе у градинка и ако некој сакаш, мора, и ако одиш во школа, мораш да ја откачиш и да се земеш друга. Како така да откачиш? Јас направив така. Чекај сега, тоа тука ме интересира. Си имал ти симпатија во градинка? Да. Која ти била симпатијата? Теона и после ми ја откачи. Зошто ја откачи бе? Дека више е преселена. И јас сум во Блаже Коневски и многу деца од градинка одат во Јубен Лапе. Љубов на далечина не бидува, така? Кога сте далеку, кога не се гледате, и сега која ти е новата симпатија? Марија? А кажи ми како се бира, како бираш кој ќе ти биде симпатија? Марија, дека секогаш правиме некој експеримент. Какви експерименти со Марија? Марија, значи, бара секогаш за тој експеримент пластелини. И јас барам некој тамо, дома имам некој тамо течности и најдов мрсна бојса во училиште и таа ми се изгуби и после ми ја скршив и требаше да ја мијам за да стане мазна и да стави во тој пластелин. Значи ти си прав джентлмен, правиш пластелин само Марија да има и кога немаш ти, така? Да. Браво. А си кажал на Марија дека ти е симпатија? Сите знаат. Од кај сите дознали? Значи, јас ставам на прозор и викам, сите викаат Марија и Ведра ќе се женат. Стварно така викаат? А што значи тоа да се женат Марија и Ведра? Да живеам јас само со Марија и да
и да не ја откачува. Чекај, сега ако Марија ти е, каков ти е планот? Марија да ти биде дури идеш во школа цело време симпатија? Па, да, од прво оделение До до 9, цело оделение, 31 дете сме. Ту, од 31 дете ти баш Марија ти се свиѓа. Да. Не, ја морам да Па во видам иста како. клупа седи. Кажи ми, како изгледа Марија, зашто е толку посебна? Па, Како би ја опишал? Па, малце така и сунчена. Малце и сунчен. На одмор била? Па, да. Да? Не знам. Какви очи има? Па, мислам дека сини. Сини? А каква насмевка има? Па, смешно. Смешна. А косата? Косата, па, некако така кафеава. Да. А кажи ми, Марија, тебе те свиѓа? Па, и другар ми Марко сака да ја земе, ама Не, Марија направи предлог, лискаме ножички да играме и јас секогаш го победувам Марко и значи мене ќе ме земе. Тебе ти останува, Марија. Па, Ајде мене што ми вас само ќе те останува. прашам кога станува збор за љубовта. Сакам да ми дадеш еден совет. Ја имам една симпатија. Како да ја кажам на симпатијата дека ја свиѓам? Па, како? Да, еве, дај ми совет како да ја кажам, еве јас имам симпатија, симпатијата не знае дека ми се свиѓа, така? Како да ја кажам јас дека ја свиѓам? Како? Па, да им кажеш дали им се свиѓат очите, дали им се свиѓа кожата, дали ти се свиѓа косата и така ќе знае. Јас него да го прашам, еве да го прашам, кажи ми дали ти се свиѓаат моите очи, ја него да го прашам. Па, ми се свиѓаат. Да, така да го прашам. Да. Значи јас треба да прашам симпатијата дали се свиѓам отворено, да не кружам многу, така? Да идам и да ја прашам здраво, ти се допаѓам ли или не ти се допаѓам, така? Да. За да знаеме да сме на чисто вака да Да. така. Ај сега друго ќе те прашам. Што се тоа правила? Па, правила се некој да каже некое правило и ти да го послушаш тоа правило. А кој ги креираат правилата? Кој ги прави правилата? Кој ги прави правилата? Да. Па, мајката или таткото ги прават правилата и на децата им кажуваат правила и тие треба да ги послушаат тие правила. Така. Ако не ги послушаат правилата, као што прави дедо ми, го става брат ми во ќош. Дека ме куве, брат ми. Под казна, да. Значи треба секогаш да се слушаат правилата, така? Да. Ај се уште нешто да те прашам. Што е тоа бонтон? Бонтон. Па, бонтон се правила на однесување. Како се однесуваш, дали добро или лошо. Кажи ми сега дали знаеш што се значи тоа поговорки? Па, поговорки? Да. Знаеш што значи тие? Сега јас ќе ти кажам по една поговорка на тебе и ти треба, односно тие се реченици кои што имаат големо значење и ти треба да ми кажеш што всушност мислиш дека тие значат. Може? Што мислиш дека значи круша под круша паѓа? Па, некоја круша да ставиш и после да ставиш уште една круша и да ти стојат. И после да не може да ти додржат и едната да падне. Така, па да, има логика. А што значи кога двајца се карат, третиот користи? Па, двајца да се карат и едниот да ги смирува. Браво. И уште нешто, што би значил кој рано рани, две среќи граби? Па, едниот да стане рано и две деца да имаат среќи.
и онда им ги украде среќа. Стварно? А ти кога си најсреќен? Може ми кажеш? Кога? Да. Кога ќе го тргнат брат ми да ми руши домина. Тога си најсреќен? Да. Значи тебе брат ти ја грабнува среќата некогаш. Да. Така? Плюс денес ми ја грам. Зашто? Как успеа уште од Сабајле денес толку рано? Па јас средам денес домина, да им покажам на мајка ми какви вида можам да направам, можам да дзигам и нагоре и надоле. Па некогаш градам нешто на 3 спрата, некогаш на 2 спрата, некогаш на 1. Сега кога нешто морам да градам високо, и ставам, значи вака, високо и 3 домина ставам нагоре, па 2 домина, па 1 домино и после така си продолжува едното и сите кога ќе ги бутам, сите паѓаат. По шема, значи. А дали си пробал да правиш кула од карти? Па Ки им речеш на мама и на тато ти дадат дома карти и вака да ги ставаш и вака више како кула. имаме, ама тие брат ми ги искина. Да? Имаме 2 шпила. Па од другиот шпил што не е искинат. Тој другиот, па тој другиот уште не е отворен. Па кога ќе го отворите да направите една кула од карти, добра? Па не може татко ми уште не учил така. Кула од карти да прави? Да. И Па мама ќе ти помогна? На вујкото ќе му кажеш ќе ти помогне, он знае кули од карти да прави. дедо ми знае, Дедо ти знаете? ама татко ми секогаш на вториот спрат мислам дека му паѓа. На вториот спрат паѓа кулата? Да. А ќе пробате Значи, некој... Ги става овие така и после ќе стави горе тие што требаат картите и му паѓа. Сега ќе се потрудиш да ги направите на повеќе спратови, да не паѓа на вториот, добро? Океј. Ете така. Другарчиња, завршивме со нашата прва епизода. Сакаме да дадеме една огромна благодарност на Софи и на Ведран, огромна благодарност на вас, нашите гледачи, и огромна благодарност на тимота кои не дозволија да снимаме во нивните просторија и кои понатаму ќе се дружиме со нив. Сите оние што имаат да кажат нешто паметно, нешто умно, слободно нека ни пишат. Се гледаме следната епизода. Чао!